Уште една тема тесно поврзана со квалитетот и безбедноста на храната која што ја консумираме. Именно топлото време и несоодветното складирање, приготвување и послужувањето на храната го зголемува ризикот од расипување, кое што може да биде причина за труење на оние кои ја консумираат. Како да се заштитиме и од друга страна што може да не биде прва помош во случај на труење со храна. Тема на разговор со нутриционистот Надица Илиевска. Добро утро, Надица, и добре ни дојдовте. Добро утро и добро ве најдов. Неколку аспекти сакам да отвориме, но ајде ќе започнеме прво со миењето на овошјето и зеленчукот кој што го консумираме во летниот период. Многу често нашите граѓани кои што се на плажа во овој период купуваат овошје и зеленчук кој што така ги консумираат без претходно миење. Па сето оно што го зборуваме за одржување на хигиената нашата лична, всушност треба да биде и во однос на тоа што го конзумираме како храна, посебно во летниот период, затоа што ракувањето со храна е најчестиот, најслабата точка всушност во ланецот на расипување на храна. А конзумирањето храна на плажа е секако голем ризик, без разлика дали се работи за овошје и за зеленчук, ние како да имаме некое чувство дека доколку е овошје и зеленчук и доколку е свежо, е здраво и не може да ни донесе некоја инфекција, меѓутоа тоа не е така, што значи дека посебно внимание треба да обрнеме на тоа дека треба убаво да бидат измиени намирниците, но она што сакам да го нагласаме, честопати па во овие летни периоди, долготрајното киснење, што вообичаено станува своевиден хит и навика во домаќинствата на храната пред конзумирање, сметајќи дека таа потполно ќе се исчисти, на вакви високи температури е исто непогодна, значи плакнење и добро измивање со ладна вода, бидејќи долготрајното киснење на овие високи температури погодува заедно со кислородот и водата на развиток на одредени патогени организми. Постојано во летниот период зборуваме за тоа дека треба да бидеме внимателни како термички обработуваме храната. Сакаме за тоа да продискутираме, но воедно да ни кажете и кој е временскиот интервал кога треба да се изеде термички обработената храна. Добро складирана, добро припремена, обработена термички храна, чувана во услови во домашни, во фрижидер, може да стои 2 дена, 3 дена. Меѓутоа, каде грешиме? Грешиме во тоа што во овие услови термички обработената храна треба да биде доволно термички обработена. Што значи тоа? Сега зборуваме дека здрав начин на припрема е премногу да не ги обработуваме термички намирниците. Во вакви услови треба добро термички да ги обработиме. Не треба да чекаме на работните површини храната да се олади и тогаш да ја складираме, туку само многу малку, кога ќе се олади, да ја преместиме не во пластичен сат, во керамички сат или во специјални кутии за чување, најдобро е да се стаклени, и веднаш, значи, да ја ставиме на ладење на погодна температура. Посебно треба да се внимава со подгревањето. Секое наредно подгревање не само што го губи квалитетот храната, туку и можноста за расипување се зголемува. Бидејќи ние подгреваме на недоволна температура за конзумирање, што значи не ја обработуваме термички храната, а не знаеме што се случувало за тие ден, 2, 3. Тоа најчесто ми се случува во пракса со луѓето кои што имаат супа. Па ја држат, добро ја спремаат супата, добро ја складираат, меѓутоа, потоа кога ја подгреваат на овие топли температури, во кујната каде што има речиси 40 степени, не доволно термички ја обработуваат и во тој интервал може да се случи расипување. Но сепак, најголемата опасност е преносот на храната од таму од каде што ја купуваме до дома. Всушност, миената храна, миеното зеленчук и овошје се конзумира за многу кратко време.
Она што сме го измиле, треба да го конзумираме за час или два. Се уште практикуваме, гледам дека станува популарно и во посовети, дека треба да се чува во пластични кесиња храната во фрижидер. Никако. Никако, значи се чува во хартиени кеси, се чува во специјални садови и на ова топло време масата во дневната соба не треба да ни биде украсена со храна, односно со убаво аранжирано овошје, затоа што да, многу е топло времето и може да се расипе. Пред малку ни беше гостин директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, кој што ни кажа дека инспекторите се на терен во туристичкиве центри и дека, да речеме, минатата недела направила инспекција во Охрид, каде од повеќе од 70 контролирани места добиле слика дека треба да напишат повеќе од 50 пријави за небезбедна храна. Тоа значи дека треба да бидеме многу внимателни од каде ја набавуваме и храната надвор од домовите. Сладоледот не е болна точка и често зборуваме за него, но и податоците од клиничките центри низ државава потврдуваат многу труење. Сладоледот секогаш бил и ќе остане намирница која што навистина е на, ајде да кажам, таа непопуларна листа на трујачи. Меѓутоа, тука се и сендвичите кај младата популација, кои што се уште се конзумираат од секоја ќоше, поготово со сега модерните дресинзи. Сладоледот генерално сам по себе може да биде безбеден. Ајде дојде времето кога треба повторно да нагласиме дека домашно припремената храна е сепак најсигурна храна, па дури и домашниот сладолед. Знаете, јас некогаш велам, случајните, ненамерните грешки се многу актуелни во овој период. Вие можете еден маркет или еден киоск, било што да имате сепак многу квалитетен фрижидер со добра температура. Но на овие летни горештини, ако тој фрижидер се отвара на секоја минута 25 пати, вие не можете да ја постигнете температурата која што треба да биде за сладоледот да биде конзумиран и да биде здрав. И тука всушност најмногу се греши, а тоа е причина и на друго. Температурата секаде каде што се послужува храна на секој места, всушност како што и беше, и јас го слушав разговорот кој што беше пред малку, чувањето на храната е најголемиот проблем и како секоја година да го зборуваме истото и секоја година болниците ни се полнат, значи со овие алиментарни труења. Меѓутоа најстрашното е што ние како возрастни тука ние одговараме за нашите избори, меѓутоа кај децата треба да бидеме навистина многу внимателни, па не е тешко да се направи еден убав сладолед во домашни услови и навистина да биде подкрепувачки и разладувачки оброк. Што е со замрзнувањето? Го споминавме како треба да се замрзнува храната, односно кој е правилниот начин. Колку пати може да се одмрзне, а да биде добра? Замрзнување па одмрзнување? Само еднаш. Само еднаш сме го повториле, ќе го повториме уште еднаш. Замрзнатата храна не се одмрзнува на собна температура, доколку е спремна за термичка обработка, веднаш термички се обработува. Она што не е веднаш спремно за термичка обработка се одмрзнува во фрижидер и тоа на местото во фрижидерот каде што е пропишано. Ние сме нација која што не ги чита упатствата, смета дека знаеме се. Меѓутоа и во фрижидерот местата се строго определени што кај треба да се чува. Веќе еднаш одмрзната храна не смее повторно да се замрзнува. Знаете, храната почнува да се расипува од моментот од кога ќе биде скината од дрвото, од моментот од кога ќе биде скината од земјата, од моментот од кога ќе биде купена, од моментот од кога ќе биде направена, почнуваат да течат процесите на старење, па и на расипување. И споменавте и вие, цревните инфекции ги имаме во голем број овој период. Тоа се симптоми кои што траат неколку денови и се многу истоштувачки. Постои ли храна која што може да ни помогне или да ги улесни симптомите? Вообичаено кога имаме труење од храна, речиси ништо да не можеме да ставиме во уста. Има ли никоја храна која што лесно може да се изеда? Па тоа што не сме расположени да се храниме во текот на таква стомачна инфекција, всушност е добро и всушност му овозможува на дигестивниот систем да се исчисти
бидејќи ние имаме физиолошки системи кои што тоа го прават феноменално. Но, најдобро е да ги превенираме. Што подобра цревна флора имаме, што поздрав дигестивен тракт имаме, шансите за такви тешки инфекции се всушност помали. Да, прво мора да примаме храна, но течна храна. Пак ќе ги нагласам најмладите, гледам ги се полнат болниците, многу внимателно со дехидрирањето. Знаете, неколку повраќања и неколку диареи, и децата па и нас возрастните може да не истоштат. Што значи дека треба да се рехидрираме. Тука секогаш се добри електролитите, изотоничните раствори кои што се прават во домашни услови, никогаш да не ги заборавиме. Значи, превриена вода, многу малку сол, многу малку шекер, чај од шипка, исто така со малку лимон, постепено, голтка по голтка, на секои 10 на 15 минути, за да не се иритира. Потоа бистрите супи, кои што може да бидат направени од постни меса, исто така, бидејќи навистина ние треба за неколку дена повторно да одиме на работа или да ги вршиме дневните обврски, не можеме, ретко кога можеме да си дозволиме. Печениот компир, двопекот, а постои една така наречена брат диета, која што трае 3 дена, тоа сакам да го нагласам, не се држи диета после инфекција 15 дена, 3 до 5 дена во најтешките состојби, пробиотици веднаш, се зборува за банана, но во овој случај таа треба да биде зрела, се зборува за препечен леп, и третата работа е пире од јаболко. Иако е лето, печените јаболка се одлични за смирување на диарејата, тие потпомагаат и киселото млеко. И никаде за крај на разговорот морам да прашам. Голем дел од граѓаните поаѓаат кон своите туристички места. Сакаат да земат и храна со себе. На што да внимаваат во однос на транспортот на храната, таа да остане безбедна за консумирање? Генерално на пат се тргнува со добро измиен зеленчук. Например, меко овошје, како меки праски, веќе за неколку часа чекање на граница може да бидат веќе опасни. Меѓутоа, излупена, малку посолена краставица е многу добра идеја. Таа не хидрира по пат. Суви сендвичи, без месо, само со неколку намирници. Всушност, суви работи, суви домашни крекери, киселото млеко, доколку е добро чувано, значи, или јогуртот може да биде добра работа. Сега го имаме веќе на располагање ајранот и кефирот, доколку можеме во автомобилот да си дозволиме добра температура, барем 5 до 6 часа, тоа е добра идеја. Меѓутоа, готови спремни оброци или попатно купување, па дури и им нашата навика, попатно застанување во места каде што добро ќе се нахраниме, не е добра идеја. А во однос на водата, на одредени места првото нешто што го прашуваме е дали водата се пие. И да се пие, дали треба да ја пиеме водата? Или знаете, јас секогаш велам дека секој е навикнат и на водата која што ја користи. Кога менуваме територија, најдобро е да купуваме неутрална, флаширана вода во стаклена амбалажа. Сепак, ние не сме мештани таму каде што патуваме. Ние овде си ја пиеме водата таква каква што е, но кога одиме на патување, треба сепак да купуваме флаширана вода во стаклена амбалажа. Совети и повеќе од добро дојдени. Благодарам, Надица, за гостувањето во Македонија наутро. Ми беше задоволство, како и секогаш.